Përshëndetje miqtë të televizionit Talsat, ju aku po ritakohemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët dhe në fakt ditën e sotme do t'ja ndajmë një temë e cila fatkeqësisht le themi kështu është mjaft prezente në shoqërinë tonë, ka të bëj me gjuhën e urrejtjes. Në fakt atë shumë shpesh e hasim, sidomos kur kemi lojra sportive fatkeqësisht, nëse kemi ndonjë ngjarje të rëndësishme, e sidomos nëse bëhet fjalë për ndonjë ngjarje e cila ndoshta lidhet pak më shumë me politikën, me çështjet etnike, dhe gjuha e urrejtjes është ajo e cila lulëzon zakonisht më së shumti, me ose pa dashje. Për këtë do flasim, mirë po jemi të sigurt që një pjesë e tyre bëhen me qëllime të caktuara dhe me prapavija të caktuara, mirë po në fund të ditës ajo bën dëmin e vet. Në fakt ne shumë shpesh harrojmë që gjuha e urrejtjes është edhe vepër penale, është edhe e inkriminuar në kodin penal, dhe ne kur flasim për hate speech apo për gjuhën e urrejtjes, nuk kujtojmë shpesh herë që po bëjmë dëm dhe që në fakt në fund të ditës mund të sankcionohemi për të njëjtën. Dhe në fakt për të folur mbi këtë temë, me mua këtu në studio është një gazetare e cila shkruan pikërisht për këtë temë. Me mua është Despina Kovacevska. Dobar ден, добро ни дојдовте. Dobar ден, добро најдов. Аз пред малку кажав дека забораваме понекогаш дека hate speech или пак говор на омраза е исто така и кривично дело, и забораваме дека може да има и последици. Но за све ова ќе зборуваме заедно. Твојата работа се фокусира многу во говорот на омраза, па сакав да прашам, да почнеме ова интервју, зашто? Зашто Деспина од сите тие можни сегменти од животот и од општеството сака да работи со говорот на омраза? Добро, дел од сакањето, мислам, дел беше и случајно да почнам да работам оваа тема, инаку да се представам, јас сум Деспина Ковачевска, доаѓам од фондација Метаморфозис и таму работам медиа мониторинг, односно мониторирам се што има во медиумите на тема дезинформација и говор на омраза. Па така во соработка со Innovative Media и Reporting Diversity Network, една мрежа во која членуваме, го направивме извештајот на говорот на омраза, бидејќи јас работев мониторинг, па така ми дојде и оваа тема, некако самата тема на некој начин ме одбра. Кога вие мониторирате многу работи во телевизиите, ние што сме внатре знаеме колку треба да бидеме, да знаеме како да се однесуваме и да бидеме во тие граници, но колку видовте дека особено традиционалните медиуми како телевизиите, радио, така натаму, имаат контент со говор на омраза? Вака, ние, да речам, најмногу мониторираме социјални медиуми, социјални мрежи, и тука традиционалните медиуми, да речам, поретко имат, односно во последно време многу помалку, бидејќи нив исто ги мониторира јавно, па така да кога е медиумот на социјалните мрежи, значи на пример кога Алсат ќе пише нешто но на Facebook страницата, тогаш многу повеќе го мониторираме тој говор на омраза, каде што не само новинарите, туку и луѓето кои коментираат под објавите. Значи тоа го сметаме за говор на омраза, бидејќи медиумите се одговорни за тоа што се пишува под нивните објави, не само за тоа што го кажуваат новинарите. Тука точно на овој дел да зборувам дека ние знаеме дека имаме многу онлайн портали кои што не функционираат како традиционални медиуми, кога сме кај порталите или пак социјалните мрежи, колку е присутен говорот на омраза тука во Северна Македонија? Па доминантно говорот на омраза е присутен на социјалните мрежи. И најмногу на социјалните мрежи, значи најмногу на Facebook профилите кои се представуваат како некаков медиум, Instagram страници, дури имаме ние Instagram страници, Facebook страници направени баш за генерирање на говор на омраза, на кои што нели ние постојано ги мониторираме и сме пробувале да ги пријавиме, но не секогаш, односно многу ретко сме наишле на реакција од институциите и од самите платформи, бидејќи тука би требало и самата платформа да ги тргне овие страници. Мислам, се креирани баш за тоа. Секој втор пост има говор на омраза. Коментарите како се? Имаат говор на омраза? И коментарите, например, кога ќе има најразлични онлайн портали, кога објавуваат, под нивните објави многу често, мислам, во најголема мера, и тоа најчесто од луѓе, од најобични луѓе профили. Не се, мислам, дел се и ботови, но дел се луѓе вистински кои седат од дома и коментираат. Низ која база се прават овие говори на омраза? На што најмногу луѓето сакаат да го коментираат со омраза? Вака, јас љубам да кажам дека, мислам, за жал, кај нас во Северна Македонија најмногу говор на омраза има на етничка основа. И тоа најмногу, не знам, македонците мразат албанци, албанците македонци, а и двете страни најмногу мразат жени. Така што ова е една
незавидна ситуација, тажна многу. Нашиот мониторинг исто така да кажам дека е и на албански и на македонски. Односно јас имам колешка која што мониторира на албански и јас потоа ги прегледувам сите. Бидејќи не разбирам, нели има транслейт, ама значи се однесува и на едната, да речам и на другата, да не кажам страна, бидејќи јас ги доживувам како нешто едно. Зашто толку многу омраза? Јас знам дека ти си новинар и нормално нашата работа истовремено е да бидеме неутрални, но зашто имаме толку голема говорна омраза присутна, особено во етнички бази? Па јас мислам дека дел од ова, сега јас не сум социолог, мислам и не можам да кажам зошто баш точно се јавува ова говорна омраза, но дел од тоа е бидејќи ние живееме во една крајна поларизирачка средина, каде што многу малку ние меѓу себе се мешаме, на некој начин да кажеме, многу малку имаме контакти со другата страна и така да луѓето се плашат. Исто тука многу е битно и како се растени самите индивидуи, односно ние кога растеме во одредена средина која нас не учи дека ова е лошо, дека ти треба да се плашиш од овие луѓе или од оваа етничка средина или дека тие се тука за да ти направат нешто лошо, вие дури без да проверите, растете со таа идеја и потоа значи не ни проверуваат, ова е нешто лошо. Тука не е за мене местото. И генерално самата политика, образованието исто така, не знам ти која си учела во школа, јас учев во училиште што е нели имавме една смена на пример албанска, а една смена македонска. Ние не се дружевме. Не бидејќи не сакавме да се дружиме или бидејќи самиот образовен систем не делеше. Ние сме поделени, не знам, во градот, едно често искачам у чаршија, например, е одлично искуство. Таму знаеш дека со албански ќе се разбереш доволно. Да, иако не знам, пак и делот се во ова е, мислам, еден најголем дел според мене е политичката партија. Бидејќи ние, за жал, имаме политички партии кои што градат една цела кампања на национализам, а не на, не знам, на политики. На здрави политики, на образование, не знам, на здравство, на работа. Така што се во ова се пресликува во медиумите. Ние кога мониторингот кој ги гледавме податоците, покажаа дека најмногу нели говорна омраза има на етничка основа, но кога се и најмногу има од луѓе, од нели профили, а вториот беа политичари, кои што тие некогаш и не ни користат говорна омраза, но со самите изјави кои ги кажуваат, со начинот на кој комуницираат помеѓу себе, прават луѓето да се чувствуваат тригерирано, значи изнервирано, да мислат дека ево оваа заедница мене ми прави најголемиот проблем во животот ми е тоа, а не всушност другите. Па така можам да споделам дека најголемиот проблем, да речеме, и најголемата омраза од што доаѓаше од македонскиот јазик беше кон албанците, и албанците беа представени како најголемиот проблем на македонското општество. Од другата страна можеме да најдеме ист вид на говорна омраза? Од другата страна е малку поразлично. Мислам не дека бранам некаква страна, тука повеќе е дека нападот врз идентитетот. Вие не знаете кои сте, немате идентитет, бугари. Значи, одиме во две различни смери. Едното е дека албанците сметаат тука во државата, ако ќе кажеме така, или пак најлошото ништо, а од другата страна е делот на историјата, која што знаеме дека со години зборуваме за историјата на Северна Македонија. И ова е многу логично, затоа што делумно од и другите проблеми кои што ги имаме баш се тие. Значи тој идентитет, напад на тој идентитет што го имаме ние со бугарите. Значи, како да кажам, луѓето што продуцираат говорна омраза или имаат за цел да направат поделба, тие ги знаат реалните проблеми. И дел од тие проблеми, мислам, се реални, бидејќи ние многу од работи немаме решено. И трет проблем што се јавува помеѓу, да речам, не сакам да кажам пак страни, од македонскиот јазик и од албанскиот мониторинг, мониторингот на албански јазик е јазикот. Дали треба да имаме двојазични институции, дали не треба и што со тоа? Сите овие проблеми кои што ние се сочуваме секојдневно, гледаме во вести за тие проблеми, значи тие се рефлектираат, да кажеме така, со говорна омраза. Ќе земам прост пример, последно може би го гледавте, мислам и гледачите сигурно виделе, случајот кога беше со градоначалникот на Тетово, Касами, мислам дека беше, и министерката Јановска.
Значи, они двајца излагаат и сега имате она 3 пати го прекинува влаго кадар и му вели ајде на македонски зборувате на македонски и он враќа ајде сега ќе кажам на северно македонски последно. Да. И сега луѓево кога ќе го видите настанот, ако видите на каков настан била и двајцата беа на настан за медиумска писменост со деца, со средни школи. И сега дали тие се медиумски неписмени? Дали немаат протокол? Дали не знаат на каква средба одат? Не знам. Ама тоа исто како, например, јас сега тие имаше објавата на албански, јас 3 пати така шок ќе кажуваш во објавата, а ние сме со мислам, сте ме викнале гостен. Знаеме што правиме заедно тука. И сега дали ова е случајно или намерно, јас не навлагам, но сите објави кои што беа со говор на омраза. Или од едната или страна од едната и од другата страна, да, и воопшто не се зборуваше нити за медиумска писменост, нити за образование, нити за било што, туку за ова се случи. Многу е изразено истото, например, и на надпревари. И ова е исто еден од, да кажам, жешки точки на омраза. Кога имаме надпревар, например, да игра, малце сум лоша со вакво клубовите, бидејќи не гледам фудбал, ама мислам дека Шкендија. И многу често има говор на омраза. И обратно во Кумарево, например, имаше надпревари, која има надпревари такви, често знаат да има на трибините да слушаме говор на омраза. Тоа што треба да биде амбасадор на да кажеме вака, на една држава, која што е спортот, музиката и така натаму, за жал таму гледаме многу говор на омраза. Спомнавте образование. Јас сум учела во Живко Брајковски и сме биле во иста смена со македонците и ние сме се дружиле заедно. Тоа дружење е резултат на добро, јас што добро зборувам македонски или пак се трудам добро да зборувам и жал ми е што средните школи, например, не сме веќе заедно. Да, средните школи се веќе посебно и тука и јас почнав да заборавам малку македонскиот јазик, но и се губи контактот. Дали базата би била тука во секоја фамилија и плюс во образованието? Многу интересно бидејќи ние со наративите што ги создаваме, со овие убедувања, уверувања што ги носиме од дома, ние нив ги, да речам, на некој начин предизвикуваме или проверуваме кога ќе дојдеме надвор во светот без фамилијата. Значи, дали е тоа образование, дали е тоа, не знам, излагање, дали е работа. Јас дојдов да работам во редакција која што е двојазична, еве и вие тука исто. И таму се запознав со многу пријатели, кои што и многу и научев дури од моите колеги албанци конкретно и работам со нив секојдневно. Така што кога ќе дојдеме во вакви конфликти, да речеме конфликти внатрешни, дали е во право тоа што јас го живеам и го искусувам или па се во право моите дома или некоја политичка партија, тогаш останува до самата индивидуа колку сила има да избере нешто различно, бидејќи од друга страна па вие имате исклученост од група. Мене многу често ми се случува бидејќи јас овие ставови ги застапувам не само како нели став на организација или туку и мој личен став. И кога ќе се најдам во групи или во средини каде што овие ставови не се застапуваат, не секогаш ми е најпријатно да зборувам за нив и се трудам да зборувам, но наидувам од осуда. Например, од пријатели со кои сме се раснени со деца, кога ќе излезам со ваков став. Дали има говор на омраза спрема тебе? Како за твојата работа конкретно, можеби? Не толку често, некогаш има, но јас како што гледаш се трудам да бидам на некој начин мека, да не поларизирам уште повеќе, мене ми е битно, бидејќи баш преска со колешка во ваша зборувавме, не е можеби битно колку луѓе ќе ве видат, туку колку е тие луѓе што ќе ве слушнат, ќе ве видат, ќе вистински ќе ве слушнат, односно ќе разберат. Тука сакам да споделам еден пример од работа, од искуството. Многу често патриотско друштво се профил Инстаграм кој што шири говор на омраза и најчесто контра албанците и тука имаше една, како да кажам, кампања на дезинформација кој тие почна, зошто да не се 10 причини беше зошто да не купувате од KidGo и Кипар. И тука имаше, не сакам да ги повторувам овие штетни работи. Дел од тоа беше, не знам, касиерката се вика, не знам, Весна, не Шпреса, бла бла бла. И јас го видов ова, бидејќи ние мониторираме, направив текст за тоа, каде што тие полесно го објави и рекоа да, ти си управо, не си во право што не си напрашала, така што не велам дека ова за да ги фалам, туку можеби некојаш треба и да истакнеме тоа што е лошо без да нападнеме. За мене е битно. А другиот дел е на институциите. Сега зошто институциите не санкционираат, тоа е веќе друго. Моето е нас како новинари, како што работиме мониторинг, е да го објавиме и да пријавиме. И сега јас ги имам пријавено нив во МВР
па најмалку 5 пати. И сега зошто институциите не реагираат, тука не можам да навлагам. Сакав спомна дека за жал говор на омраза имаме и од граѓаните, но имаме и од институции или пак јавни фигури или пак политички представници. Која е разликата кога доаѓа од некој што се следи, или пак од некој што можеби не се следи и само остава некој коментар? Кога доаѓа говорот на омраза од политичари, тие имаат многу повеќе следачи, многу повеќе влијанија и тие нели имаат и следачи и на политичката партија кои што ова само го амплифицираат. И добивате еден огромен, како да кажем, ланчана реакција и многу помалку се санкционира. А дали знаеме ние да препознаваме говор на омраза? Дека мислам дека се меша многу тоа freedom of speech или слобода на да кажеме све што сакаме со говор на омраза и со наше мислење. Кога зборуваме за говор на омраза, зборуваме за омраза на одредена карактеристика кај човекот која што не може да се смени. Например, пол, етницитет, така што некои работи што ние не можеме да ги смениме. И тука е разликата, бидејќи не знам, ако ви каже некој, не знам, глуп, тоа е навреда, или може да учите да не бидете или да правите нешто за да не бидете или глуп или неспособен. Но ако некој ви каже јас те мразам за тоа што си жена или јас те мразам за тоа што си албанка или македонка, тогаш тоа е нешто што ние не го бираме сами. А дали имаме разни не знам, видови? Раса тука исто спаѓа. Баш она нешто со кое се раѓаме и не можеме. И затоа е толку страшно, бидејќи вие почнувате да напаѓате одредена група врз некоја карактеристика која што е неменлива. Не можеме да смениме. Дали имаме различни видови или пак начини на кои се кажува говорот на омраза? Сега ние кога мериме нешто што се вика сентимент, односно од нели имаме навреда, каде што нели некој не го сметаат за говор на омраза, до степен на повикување на смрт. И ова е едно од баш тоа што го мериме сентиментот. Значи не е исто јас да ви кажам на вас, например, не знам, голема Албанија или вие сте бугари, да ви го негирам идентитетот или да ви кажам треба да умрете. Или треба да ве нападнеме, да ве убиеме, канцер, не сакам сега да ги повторувам овие. Не сакам да го на телевизија истиот говор да го користам, но и тука имаме градации, затоа исто и тоа е многу битно. Значи какви пароли користиме кога користиме говор на омраза, ова најизразено пак е речам кај спортот. Многу често се случува истиот говор на омраза да го видиме и напишан негде. Ова не може да го измериме или да го слушнеме во домовите, но и да го видиме и на улица. Многу често се случува. Баш имаше пред, мислам дека 2-3 дена може го вида ова еден дечко каде што имаше графит говор на омраза карши студентскиот кој што го избриша. Да. Говорат и ова многу често се случува. Јас ностоп пријавувам. Во ЈСП на пример имате колку сакате говор на омраза. Така што и ова е многу битно, значи дека не е исто да ви негирам идентитет или нешто или да повикувам на смрт. Да. И двете се говор на омраза и двете не треба да бидат, да. Сентимент се различни, мислам. Имаме нешто податоци колку се присутни можеби овие врвни начини на говор на омраза? Овие, како што реков, најмногу се присутни на спортски например, ќе ги видиме и вака, но според податоците и ваквиот сентимент не е до таа мера за среќа често. Дали треба да се загрижиме како општество дека имаме многу говор на омраза и треба можеби веднаш да постапиме нешто да направиме за да се намали? Види, јас мислам дека треба и сме задоцнели да се загрижиме, но вие кога немате санкција, значи кога не санкционира обвинителство ништо, тогаш што станува на обичните граѓани? Тоа најверојатно немаме. Кога ќе видите извештаи и кога ќе слушнете како зборуваат луѓето, ние супер живееме, немаме никаков проблем во Македонија. Но никој не санкционира. Ние сме немали, например, кривичен законник препознава дело одговор на омраза. Многу ретко, ние сме немали 2 пресуди дали имаме. И дали можеби ние како општество сме нормализирале говор на омраза? Да, многу. И пак ја речам, најмногу е кон овие пораки што ние ги слушаме, пораките што не само ги слушаме, ги гледаме на џидовите, кога одам у предавница, не сакам да читам негде смрт за било кого или кога се возам во автобус. Значи јас си седам во автобус и пред мене имате и тоа најнормално е, бидејќи никој не го чисти, не го пријавува. И тоа влага у колективната меморија, па некако е као нормално или кон жените на пример најмногу.
Да, сакав јас да поминам кон жените, пошто нешто убаво што кажа е дека говорот на омраза е од македонците кон албанците и обратно од албанците кон македонците, и двете страни имаат нешто заедничко, е тоа говорот на омраза за жените. Ние имавме сега и избори, дали имавме покачување можеби на говор на омраза, особено во социјалните мрежи? Кога има избори, секогаш има, и ова е причината, бидејќи партиите кај нас мислам, така си работат и така си добиваат политички поени, за жал. Значи, ние немавме конструктивни ретко, не ни видовме, мислам, за мене, сега не да негирам се, многу малку имаше конструктивна дебата за тоа што ќе прават тие откако ќе добијат избори, отколку имаше, нели, не знам, имаше врапче, орел, реторики, мислам, не знам, да гледавте и вие. Така што тоа за мене не е дебата. Тоа е нешто друго. Така што секогаш, ама пред избори секогаш има и во сите земји, ова е често на Западен Балкан, каде што партиите кои баш на национализам нели се водат и најмногу има една партија кон друга, ама етничка. Кога тоа е тој, да, додека за жените стандард. Мислам, жените политичари се најизложени кон овој говор на омраза. Имаме сентиментот како се движи кај жените? Кај жените можеби сентиментот е понизок. Мислам, ретко се повикува на смрт, но тука пак имаме оправдување на насилство многу често. Например, кога имаме домашно насилство или кога имаме фемицид, кога имаме некоја таква случка, секогаш е сама си го барала, па не знам, вака облечена, ова правило во животот. Многу често кога имаме некаква жртва од фемицид, и тука нели се објавуваат фотографии со кои била лични работи. Последно имаше, мислам, дека за една девојка од Косово, каде што се објавуваше, не знам, кој бил дечко, зошто е бил, како е бил, па што правил он, и тука коментари, ако супер. Додека, например, истава ситуација, и многу често има и замешани бракови, или кога имаме ваква ситуација, многу често знае да има говор на омраза. Ова ситуација, како се рефлектира, бидејќи сме и двете жени, например, ако гледаме дека на друга жена се прави овој вид на говор на омраза, можеби и не би направила иста работа. Ба, и можеби кон само цензура. Например, ако видите дека ако јас ова го направам и излезам пред телевизија или излезам од политичка партија, ќе се соочам со вакви коментари, тогаш жените не се охрабруваат тоа да го прават. Бидејќи најчесто кон жените е нели личниот живот секогаш им се објавува. Буквално со која, зошто, па не знам, била неморална, со овој спиела, со оној спиела, и не знам, многу такви други, или изгледот, не знам, грда е, дебела, ваква е, стара е. И тоа ќе го видиме од двете страни, и на крај завршуваме последни статистики, сега овој избори немам, но предходните локални имавме само 2 жени градоначалнички. Даниела Трета, ама таа се соочи со огромен говор на омраза. Без разлика дали што не го гледа така имаш. Многу поретко. Точно. Кои се тие последиците од говорот на омраза? Зборуваме сега и меѓуетнички, но и врз жените. Дали гледаме дека општеството се повеќе се поларизира? Општеството прво се повеќе се поларизира, и нели ние стануваме се повеќе затворени кон што и да е друго, но исто така за мене најголемиот проблема што влија врз квалитетот на живот и врз какви политики ние носиме во државата. Например, не знам, загадениот воздух, тој нема етничка позадина, нема родова позадина, нема расна никаква, значи сите го дишаме, живееме во еден од најзагадените градови во Европа. Младите луѓе што се иселуваат, и од двете страни, тие што со нив? И многу други вакви примери, не знам, колку ни е прљав градот, какви политики ние носиме, вработување и сите тие немаат етничка позадина, немаат родова, немаат никаква. И ако се замислиме вака, тогаш ќе видиме дека на никој не му одговара да живее. Мислам, јас не сакам да живеам, а верувам не сакате ни вие. Не знам кој сака да живее во таква поларизирачка средина, и после ќе идат муабети. Ама ние кога идеме во Германија, ваму сите живеат, или во Британија, или ваму. А тука не може да, мислам. Тука се чувствува, за жал, особено во град, во Скопје се чувствува и нели за жал се употребуваат македонскиот дел, албанскиот дел на живење, и се чувствува моментот дека добро, јас ќе направам можеби само во чаршија нешто, нема да направам во другиот дел од градот, и можеби ова е дел од тие последици кога ќе се растеме или пак живееме во една општество каде што говорот на омраза е секојдневие.
Да, секојдневни влијае на животот, на личниот живот и подоцна влијае и на семејството. Еве ќе го земам говорот на омраза и родово базирано насилство. Ние кога зборуваме за родова еднаквост, ние не зборуваме само за жени. Мислам дека да, многу е битно да бидат жените заштитени, но зборуваме тука и за мажите. Значи едукација на мажите. Зошто е битно тоа? Затоа што мажите имаат, не знам, жена, имаат мајка, имаат некој од нив ќерка. Зошто е ова битно? Така што тука мислам дека делот ова треба да се посвети на мажите кога зборуваме за родова. Спомнавме извештајот, малку сакам да се навратам во извештајот. Верувам колосална работа е направено за извештајот. Кои се тие можеби најважни точки што произлегува од извештајот и што можеби би требало веднаш да се променат? Па еве да речеме, у идеален случај препораките би биле да се внимава како се комуницира, посебно на ниво на политички партии, кампањи, што е многу тешко, но верувам не е изводливо, односно кога се комуницира, да се комуницира со помалку напади, да не се комуницира толку на етничка база или не знам, она што викаат добиваат поени на етничка база едната и другата страна, да нема толку напади меѓу себе. И најбитно од се за мене е реакција на институциите. Ние имаме многу малку реакција, односно никаква реакција од институциите. Потоа над преварите што ги имаме и да се работи на оваа спортска култура која што не треба да изгледа како трибина за што кој кажал, туку што се случило на надпреварот. Ние многу малци имаме на пример резултати, а повеќе кога има надпревар имате милион онака објави кој што кажал, говор на омраза, нема што се случило со резултатот. Да го преместува фокусот на темата сигурно. Па да, и дел од овие, и дел на говорот на омраза, и дел од ваквите објави, и ова има и целта. Значи, вие да немате фокус на тоа што се случува, да немате фокус на тоа што треба да се направи како политика, тука ние ќе се бавиме со јазик, ќе се бавиме, не знам, да го мразиме комшијата, ќе се бавиме жените биле вакви такви, а нема да се бавиме со, не знам, колку добар имаме во судството. Што се случува со пресудите што ги имавме за Кочани, после што се случува со Тетово, со медуларната, со Беса. Значи, ние тука дури имавме говор на омраза, бидејќи ова извештајот ги работи темите во последнава година. Не се ставени другиве, но говор на омраза имаше и во Кочани во случајот. Така што еве и ова. Најде загадениот воздух, што правиме со децата, што правиме со квалитетот на образование кој ни паѓа и така, студентите. Ние се движиме при крај на нашиот разговор, иако на оваа тема мислам дека треба да се направи многу за да се промени ситуацијата. Не знам дали низ нашиот разговор можеби скокнавме или пак не спомнавме нешто што е многу важно и за твојата работа, но и за извештајот што би требало да се спомни. Па не знам, ја единствено би го одделила, бидејќи исто рековме многу работи се битни, но дел ќе кажам битно е и ова. Ова ние што го правиме сега. Значи, вака да седнеме, да зборуваме, било да е телевизија, не знам, албанска, македонска, да излеземе, да зборуваме со децата, да работиме со младите, со сите оние кои што се уште не се толку, како да речам, инструирани или вака, и да покажеме различен пример. Ние во нашата редакција тоа го правиме, еве го правев и денеска со тебе. Така што се надевам ќе земат и другите пример од ова. Можеби да се почне од тоа образовните институции да бидаме мешани, не само албански македонци, туку да имаме и турци и сите. Да, ние не ги спомнавме другите заедници, има и таму, бидејќи доминантно беше говорот на етничка кон албанци македонски, затоа ама туку да, имаме ние турци, имаме бошњаци, имаме многу луѓе кои живеат тука на ромската заедница. Така што многу е битно да зборуваме за тоа, значи медиумската писменост е многу битна, но многу битен е институционален одговор. Значи ние без државата, без институциите не можеме ништо да направиме. Да. И без санкции нема да има и подобрување на ситуацијата. На сето што се случува. Деспина, фала ти многу што дојде денеска и што зборавме на оваа тема. Верувам дека твојата работа бара многу храброст и тоа што го правиш е многу важно, бидејќи е многу важно да се истекнува тоа што имаме говор на омраза, а особено да истекнуваат делови од каде што доаѓа говорот на омраза. Да, и уште едно заборав да спомнаме да покажуваме што повеќе позитивни примери, а не негативни, бидејќи ги има. Многу позитивни примери има многу случаи каде што имаме ние соработка, имаме многу случаи каде што имаме заеднички надпревари, каде што имаме ситуации кои што ги нема во медиумите и тие ги избегнуваат.
Точно. Може би сме заборавиле да зборуваме за позитивни работи. Да, се. Вака гледам дека само негативно кажав, ама но има многу позитивни случаи. Ние имавме еден таков случај во село Лопата каде што се играше турнир во име на еден дечко што трагично загина, им го возеше автобусот. Тој беше македонец, тимот беше албански и мислам беше многу тажно да се гледа, но има и такви примери, така што да зборуваме повеќе за овие примери. Точно. Фала ти многу за денеска. Некто е билен беседен per gjune urrejtjes, prezenca së gjuhës së urrejtjes si dhe pasojat në jetesën ose bashkëjetesën ndëretnike, por jo vetëm. Ne do shkojmë pak publicitet dhe do rikthehemi në studio duke folur mbi bizneset pak më shumë. Kështu që do ju lë në suspans, shkojmë me publicitetin dhe më pas mbi bizneset e vogla dhe të mesme.